Проблемите со водоснабдувањето остануваат во минатото. Од денес започна комплетна промена на водоводната линија на најкритичната точка во градот. Ќе се врши промена на застарената азбестно-цементна главна ниска зона водоводна линија, која што досега правеше најголеми проблеми со честите дефекти кои што се случуваа. Оваа ниска зона е стара повеќе од 50 години. Со самиот проект се предвидува промена целосно на подземната инфраструктура и комплетно решавање на проблемот со кој што граѓаните на Штип беа затечени повеќе од 50 години. Паралелно, на промена на системот за водоснабдување се работи и на други локации. Паралелно со промена на оваа главна водоводна линија се работи на булеварот Гоце Делчев. Овде се инсталира нова линија 2, исто така водоводна мрежа која што ќе овозможи повисок и посилен притисок и нормално водоснабдување на жителите од населба Тричешми, населба Пребек, населба Железничка, Плуждино и сите високи зони од градот. Според Јорданов, овој проект ќе ги реши најголемите проблеми на штипјани и од нив побара разбирање. Ова е еден храбар чекор не само во насока на реализација на проектот за булевар Партизанска, туку во насока на решавање на проблемот со водата за пиење. Оваа прилика ја користам да најпрво и се извинам на граѓаните кои што деновите додека се работи овој проект можеби и повремено ќе бидат без вода за пиење. Поради старата и дотраена водоводна мрежа на овој дел од градот, откако почнаа градежните активности на булевар Партизанска, се појавија и низа дефекти кои жителите на 8 ноември, Баби, Сењак, Дузлак ги оставија без вода за пиење.